Фатма, сакам да ти кажам нешто. Кажи што имаш да ми кажеш. Нашата Зарифе го сака Алекс. Знаеш? Не знам. Многу добро знаеш. Велам не знам. Фатма, знаеш? Добро, знам. Ама не го знам само тоа, туку знам и нешто поважно. Што е тоа? Вакво нешто не е можно, јас тоа го знам. И затоа не ти обрнувам внимание. Тоа не може да биде, не може, Рамис Ефенди. Така, ама... Така де? Ама, ако е така, тогаш што ама? Дали ти воопшто мислиш на старите денови? Мислам, зошто да не мислам? Можно ли да не мислам? Мислиш ли на мајка ти, на татко ти, на сестрите и браќата? Мислам, зошто да не мислам? Можно ли да не мислам? Сега мислиш на старите денови. Треба да мислиш на идните денови. Има уште 3 месеци додека да заврши зимата, јас тоа го мислам. Да видиме дали ќе ни стасаат дрвата. Сега јадеме тарана, да видиме што ќе јадеме утре. Дали ќе ни стаса храната за кокошките. Јас тоа го мислам, ама јас не знам каква врска имаат овие прашања со мајка ми, со татко ми и со нашата иднина. Воопшто не знам, Рамис Ефенди. Јас не зборувам за тоа, бе, Фатма. Па што зборуваш, бе, човек? Јас размислувам за после 100 години. 100 години ли? Да, 100. Господе Боже, јас велам 3 месеци, овој ми вика 100 години. Зошто да сум мислела јас за 100 години? Да не сум полудела? Не зборувај така, Фатма. Што сакаш да кажам? После 100 години, дали пак ќе бидат толку сиромави жителите на Песочан? Дали и по 100 години ќе се караат едни со други? И кој знае? Дали после 100 години ние ќе живееме на оваа земја? И дали после 100 години ние ќе кажеме с Богум Румелио и ќе си одиме од овде? По 100 години едно христијанско момче ќе се влюби во една муслиманска, но многу ќе се сакаат. И затоа што многу се сакаат, ќе можат ли тие да се земат без да се плашат од никого? Ајде, кажи. Рамис. Молам? Рамис реков. Ти рече да. Кој си ти? Јас сум Рамис, млекарот Рамис. Добро кажа. А јас која сум? Ти си најсаканата и единствена жена на млекарот Рамис, Фатма. Добро кажа. Точно кажа. Јас што реков? Рамис реков, а ти рече да. Јас која сум реков? Фатма рече. Добро, значи се уште не си сенилен. И што му уште не си сенилен? Зошто зборуваш како да си сенилен, бе, човеку? Ајде, легни си и спи. Мила мамо и моја единствена сестричка Фериде. До денес во моите писма пишував за мојата пожртвуваност, за мојата посветеност на нашата цел. За тоа колку ве загрижив, колку ми недостасувате, за тоа колку ми требате. Откако сум дојден во Македонија, па се досега успешно се крием. И еве првпат ви пишувам поинакво писмо. Јас се влюбив. Надвор има слана, па ми пристудев, легов малку да поседам тука. Вахиде? Молам. Дали некогаш ноќе ти се случило кога ќе ги затвориш очите да гледаш нечи лик? Да. Тоа значи дека си засакала? Засакав. Знаеш ли, јас секоја ноќ кога ќе ги затворам очите,
Го гледам само твоето лице. И јас твоето. Јас не сакам никогаш да се разделам од тебе. Ни јас од тебе. Вахиде, јас многу те сакам. И јас. Тогаш ајде да те побарам од татко, ти што велиш? Што рече? Значи сакаш да се ожениш со мене? Да, Не знам што да кажам. или ти не сакаш? Јас не реков такво нешто. Епа, ако е така, Во ред сакам, ете кажав. Добро утро, ќеркички мои, тука сум. Дојдете, Добро утро, дојдете. татенце. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татенце. Добро утро, Зарифе. Дојди. Рамис, да не пукнеш, Рамис. Дојди. Добро утро, Добро утро. Фатма. Добре дојде. Каде ќе јас одиш? одам. Да го разменам златото и да го исплатам долгот. И да завршам со долговите. Ајде, оди. Да си жива. Ајде. добро утро на сите. Добро утро. И јас ќе додам со тебе, Чичко Рамис. Дојди. Ајде. Да не се лизнам. Ајде. Хатидже, Молам, Хасан, јас умирам, Хатидже. Каде ми е чорбата? само да ја сварам и ќе ја донесам. На здравје. Ќе рече фала ти, ама јас изгледа ќе умрам и ти треба да се навикнеш на тоа. Господе, дај ме трпение, те молам. Знаете дека вечер во бугарските разбойници ќе го нападнале селото Асмалар. Што се зборуваш така самиот со себе, бе пијаницо? Велам, разбойниците ќе го нападнат селото Асмалар. Од каде го слушна ова, бе? Не можам да се сетам. Не ти е прв пат. Чичко Рамис, Молам, Мустафа. ти нели ја омажи Хатидже за Хасан и добро направи, нели? Ја омажив, ама знам дали направив добро или лошо. Зошто велиш така, Чичко Рамис? Многу се среќни, се сакаат, нели? Сега наред се уште 4 ќерки. Четири се наред. Кога ќе им дојде време, сите една по една ќе ги омажам. Епа, омажи ги, Чичко Рамис, ти лично омажи ги. Што ми ја омажи Хатидже, сега е наред помалат. Таков е адетот, да. Тогаш малку помал од Хатидже Вахиде. Малку помлад од Хатидже Вахиде, ама не верувам дека Вахиде ќе се мажи. Зошто? Неа никој не и се допаѓа. Како машко е, многу е храбра. Остра на јазик, не попушта. Види, тргни ги мустаките, замисли вака, тргни ја брадата и главата вака, еве вака, така, гледаш? Еве и ова на главата, види сега, личи ли на мене, а? Иста. Јас. Иста Ова, што белев? Да. Што ќе ти кажев? Да. Неизе никој не се бендисува. Ама и не знам дали има маж што ќе бендиса неа. Некој како неа. Зошто? Вахиде многу убава и паметна девојка е. Зошто зборуваш така? Да, така е, убава девојка е, ама
тврдоглава. Ако зоврие во главата, ќе си го избрка мажот од дома. Мажите се плашат од неа. Море сите се плашат од неа. Да, мажите малку се плашат од неа. Леле, да. Ние ќе направиме по 100 години и уште ќе чекаме да се омажи Не дај Вахиде. Боже. Ама може би Господ ќе ни даде среќа. Мамо, Што? овој нашиот намик. Мустафа намик. Што му е на намик? Добар човек е, нели? Добар е? Сите знаеме дека е добар? Ти не знаеше дека е добар? Значи ти сега свати, а? Те интересира, а што се случи па те интересира? Јас до сега бев многу лоша кон него. Бев дрска, неправедна. Тој ми го спаси животот и ја намести раката на Пембе. Ми ја намести? И кога беше нападот, тој се жртвуваше за нас, мама. Господе Боже, ти си голем. Ти на оваа моја керка си дал волкава висина, ама и волку памет си ставил во неа. Многу ти благодарам, Господе. Моја керко војник, браво за тебе. И јас многу го сакам Мустафа. Да ми беше вистински внук, не ќе го сакав толку. И јас го сакам, бато намик. Јас го сакам повеќе. Вие кој намик многу го сакате? Бато Мустафа намик. Добро сум кажала. Точно сум кажала. Вистинскиот намик ми е роден внук. Ама Мустафа намик многу го сакам. Тоа го кажав. Точно сум кажала. Да, тоа го кажав. Тоа. Мама, Што? јас велам да му најдеме на Мустафа некоја паметна и добро воспитана девојка. Да го жениме. Што велиш ти? Да го жениме. Има ли некоја таква? Јас мислам дека има таква. И јас мислам дека има една таква. Која? Невресте. Кој? На грбавиот назим, не, на келавиот ќазим. Како беше, на келавиот ќазим, големата керка Невресте. За неа велам, Невресте. Невресте. Господја Бедија! Господја Бедија, добре дојде. Како си? Добро што дојде. Влези, седни. Дојди да ти кажам нешто. Добре, дојде, седни. Ајде, седни. Бугарските разбойници вечерва ќе го нападнале селото Асмалар. Зборуваш бе, аго? Слушнавте, господи. Бугарските разбойници вечерва ќе го нападнат селото Асмалар. Што зборуваш, Аго Пефенди? Бугарски разбойници вечерва на Асмалар ќе нападнат. Бугарските разбойници вечерва селото Асмалар ќе го нападнат. Бугарските разбойници вечерва селото Асмалар ќе го нападнат. Господја Бедија, види што ќе ти кажам. Ајде, кажи. Преска на мојата керка војник Вахиде и текна нешто. Замисли. Така? Што ме така, кажи. Како да ти кажам? Вахиде ми рече, мамо, овој намик е многу добро дете. Да му најдеме некоја паметна и добра девојка да го жениме? Вахиде ли рекла вакво нешто? Ама Вахиде, ти ли си го смислила тоа? Самата кажа, а мене ми текна на Невресте. Кој?
неврестеде? На грбавиот Назим? Не, на келавиот Ќазим. Како беше да? На келавиот Ќазим. Големата керка неврестеде? Невресте, а? Аха. Може. Како не може, може. Каде одиш, керко? Виж ми се слуши. Добро. Хатидже! Цело утро бара чај од липа, бара супа, нане, лимон. Држи ме за рака, не ме пушта, вели. Да меријам. Кога е болен Хасан, секогаш ли е ваков? Секогаш е ваков, Хатидже. Зарем ти не знаеш? Хатидже! Знаев јас. Но не знаев дека е до толку. Јас да ти кажам нешто. Сите мажи се вакви. Како мали деца. Навистина е така. Каде си, Хатидже? Мустафа, јас да го разменам златото, да го отплатам долгот, Во ред. а ти чекај ме во кафеаната. Во ред, добро. Ајде, ајде. Господи, каде овој Хасан? Слушнавте ли? Разбойниците вечерва ќе го нападнеле селото Асмали. Што зборуваш, бе? Тоа е селото на внук ми. Каде го слушна тоа? Така се зборува ни селото. Хатидже! Хатидже! Молам, Хасан. Зошто не ме чуваш мене? Те чувам, Хасан? Не ме чуваш, само ме оставаш сам. Еве, сега ти дадов чорба. Ти сварив нане со лимон. Што сакаш друго? Пола сад се вари нане со лимон. Мислиш дека не знам? Будала сум! Мислиш будала сум? Што не разбираш? Зошто плачеш, Хасан? Јас си плачам, а ти не ме сакаш. Зошто така зборуваш? Се што ми побаре, јас го исполнив. Ама не го прави со љубов, туку со обврска. Неправеден си, Хасан. Ме растажуваш. Фати ме тогаш за рака. Оф, Господе. Почев да се гушам. Јас кадам Ете, ќе виде, мајка ме. Ти мене не ме сакаш. Седи, седи. Мустафа, јас го разменив златото и секаде се раздолжи, фала му на Бога. Фала му на Бога. Јас сега сакам да го видам Џабар Ефенди. Ти ако сакаш, остани тука. Ако сакаш, оди си. Ајде тогаш јас додам оди дома. си. Исмаил Ефенди, Исмаил, чекај, јас ќе платам. ајде јас одам. Ајде, Исмаил. Ајде ќе се видиме. Господја Бедија, што ме така? Ке чекам добри вести од тебе. Ти, душо, не грижи се за тоа. Ајде, остани со здравје. Поздравија, невресте. Ќе ја поздравам, не грижи се. Ајде, остани со здравје. Тргни се малку. Хатидже. Ама јас умрев, готова сум. Кој е, керко? Хасан, од кога излезе вчера од бунарот, е болен и постојано ми ја вади душата. Што вели? Што се случи па те изеде? Што направи, Хатидже? Што кажи? Ајде, зборувај. Не е така. Сака да го држам за рака, да не го пуштам,
Бара да му сварам липа, само што ќе сварам, сака да му сварам чорба. Не сака тоа што го побарал, сака што не побарал. Јас не знам што сака, што не сака. Тој не ме остава да дишам. Еј, Гиди, Хатидже! Еј, види јас што ти зборувам тебе, моја Хатидже. Твојот татко, султан ли е? Не. Млекар е и ти си негова керка. А сега кажи ми, Хатидже, твојот маж везир ли е? Не. Твојот маж е шивач, а ти си негова жена. Самата сакаше да се омажиш за будала и сиромашен. Сега затни си ја устата и прифати го. Ајде! Многу го сакав. Сакав да се омажам. Но од каде да знаев дека бракот бил волку тежок, мамо? Кој сам паѓа не плаче, Хатидже. А ти што мислеше дека е мажачката? Вака ли било? Тоа е. Ајде, и ти исчисти горизонт. Ајде. Ајде, побрзај. Невресте. Божем, јас за неа зборував, невресте. Невресте? Невресте, дури името и носи несреќа. Јас зборував за себе, не ме разбира. Никој не ме разбира. Нели знам да држам пушка? Мисла дека никако не можам да сакам. Никој не ме гледа за да вида дека јас го сакам Мустафа. Рамис Ефенди, си почнал да ги плачеш долговите, многу се радувам. Ми се тргна голем товар од плечите, Џабар Ефенди. Прво, Господ на Мерием да й даде здравје. Ми го даде златото што й станало од покојниот имаш. Потоа, сите почнаа да ми даваат се што имаат. Семејство на вакви денови се познава, ама се ќе се исплати. Се ќе исплатам. Ке ги исплатиш? Ќе ги исплатам, нели? Ке ги исплатиш, бе? Џабар Ефенди, мене ми недостасуваат ќамуш и моето кравче. Не можам да седам без нив. Рамис Ефенди, откажи се од инаетот, земи си ги и ќамуш и кравичката и ќе ми платиш кога ќе имаш пари. Не може. Зошто да не може? Прво ќе ти платам, а потоа ќе ги земам. Џабар Ефенди, сакам да си ги видам децата, да позборувам малку, да им се пожалам, да ги погалам. Дали ќе ми дозволиш, а? Како можеш тоа да ме прашаш, пријателе? Како можеш да ме прашаш тоа? Дај да те бакнам. Не може. Дај. Реков не може, ме Еднаш. Ќе те Не бакнам. може. Трни ми се од главата. Ќе не видат. Ќе те бакнам. Ќе те бакнам. Ако уште запнуваш, ќе се предомислам. Нема да си го видиш ни ќамуш, ни кравчето. Разбра? Па тогаш јас нив ќе ги бакнам. Мустафа, Вахиде? Што бараш ти тука? излегов да те побарам. Мене ли? Зошто си ваква? Зошто ти е скиснато лицето? Успеа ли да зборуваш со татко ми? Се обидов. И? Не му кажав се, ама... Ја А ти? Ти зборуваше со мајка ти? зборував. И што ти кажа? Ти најде една поубава прилика. Поубава прилика ли? Така. Се викала Невресте. Една девојка од нашето село. Невресте ли? Која е таа невресте? Не е така. Како така? Што зборуваш глупости, Вахиде? Од каде излезе сега ова? Мајка ми размисли и ти најде. Ете така и текна. Мајка ти размисли. Ајде ти кажи ми се од почеток што зборуваш со мајка ти. Дојде, ајде. Ајде. Ќамуш, како си? Добро си, а? Добар си? Кравиче, кравичке. Како си? Добра си, добра си. Знам дека сте ми лути, ама немав друг избор, немав друго чаре. Освен да ве продадам двајцата. Ама види, Џабар Ефенди
добро ве храни. Добро ве храни. Машала, сте се здебелиле? О, ти си се здебелила. О, и ти си се здебелил, бе, чамуш. Фатма? Фатма е многу добро. И Вахиде е добро. Хатидже, не знам. Зариф е многу добро. Девојченцата? О, порасна! Ете, таков е овој свет. Тоа ти е. Вам не можам да ви се изнаситам. Јас да си одам, да не ве вознемирам повеќе. Ама, ќе бидеме заедно. За најкратко време, ќе бидеме пак заедно. Ви ветувам. Дојди, чамуш. Дојди. Клавичке, дојди. Ајде. Ајде. Добар ден. И тебе, Бајтар ефенди. Дали знаете каде е шивачот Хасан? Воопшто не дојде денес. Ако е така, тогаш дома е. Ајде, да си жив. Вечерва бугарите ќе нападнале уште едно село. Што? Целиот град зборува за тоа. Од каде би знаеле вакво нешто? Не знам. Ќе одиш ли? Маскираниот добро го средил овој. Кому се обраќаш ти? Кому се обраќаш ти, Фрлете го човекот во келија, да му дојде умот. За многу кратко време ќе разберете кој сум јас. А тој маскираниот никаквец со своји раце ќе го обесам токму тука на плоштадов. Ме слушнавте ли што зборувам? Слушнавте ли? Јас ќе го убијам. Оди! Хаджи Али, Молам, војче. јас веќе умирам. Што зборуваш, Хасан? Што зборуваш, бате? Глупости се тоа. Умирам, Хаджи Али. Овие жени не сакаа да се грижат за мене. Од сега па натаму, ти си мажот во куќава. Сите ти ги оставам тебе како аманет. Ама, ова да си го знаеш. Ако случајно еден ден и ти вака се разболиш, овие жени ни за тебе нема да се грижат. Веќе, Хасан, почнуваш да ме нервираш. Како не се грижиме, бато? Повеќе се грижиме за тебе од децата. Еве дојде господин Арангел. Дедо Ацо, добре дојдовте. Добре ве најдов, Кирко. Дома ли е шивачот Хасан? Дома е дедо Ацо. Еве го лежи, малку е болен, па... Го барав од дуќанот, го немаше. Треба да зборувам нешто со него. Така ли? Така. Кој дошол Мерем? Арангел дојде да ме земе? Не, Хасан, дедо Ацо ни дојде. А влезете? Влезете, повелете, ајде. Мустафа, Молам. ќе одиш ли вечерва во селото? Да, Не оди. морам да одам. Имам некое лошо предчувство. Ми се чини дека ќе се случат лоши работи. Не грижи се, ништо нема да се случи. Се плашам дека може би ти поставиле стапица. Можно е. Тогаш не оди. Морам да одам. Зошто? А што ако не е стапица?
И што ако умрат невини луѓе, Вахиде? Тогаш не можам да се простам. А и знаеш, морам да го фатам Димитри. Ако е така, јас ќе дојдам со тебе. Не може. Зошто да не може? Не може, реков, затоа. Многу е опасно. За мене е опасно, а за тебе не е, така ли? За мене неголема опасност е твоето доаѓање таму, Вахиде. Ако тебе ти се случи нешто... Повелете, дедо Ацо. Да си жива, Керко. На здравје. Да си жива. Дојдов нешто да зборувам со тебе, шивачу Хасан. Кажи, чичко Ацо. Знаеш, Алекс се жени. Знам. Знаеме. Со Софи ќе се жени. И тоа го знаеме. И тоа го знаеме. На Софи сакам да исошиеш една венчаница. Ќе сошијам, зошто да не сошијам? Што зборуваш ти, Хасан? Бато, што зборуваш? Ки сошиеш ли? Што зборувам јас сега, не можам да исошијам. Зошто не ишиеш, бе, море? Не шијам. А јас прашувам зошто? Ако јас ја сошијам таа венчаница, Зарифе веќе никогаш нема да ме погледне. Не може. Земи го кафето, Ќерко. Сега ми падна враце маскирани как вецу. Симни го превезот! Симни го превезот! Стој!
Сега ми падна враце маскирани как вецу. Симни го превезот! Симни го превезот! Стој! Спуштете ги пушките! Спуштете ги, ви реков, пушките долу! Спуштете ги пушките! Стој! Клекни! Видете? Јас сум му помошник на пашата. Ве молам, ославете ме. Ќе ви дадам злато колку што сакате. Ве молам, не ме убивајте. Ве молам, не ме убивајте. Многу зборуваш, бе. Нели ти реков да не доаѓаш? Ти бев должна ми го спаси животот. Се раздолжив. Утре ќе зборувам со татката си. Ќе земам машината. Вечерва кога ќе се вратам, ќе донесам во ретли. Мустафа? Добре дојде, Диловер. Добро ве најдов. Добро утро. Добро утро. Ајде да одиме, ајде. О, на Чичо кај макамот. Мустафа? Каде одите вака са бајле? Каде сте тргнале? Денес ќе ја донесат машината за печатење. Ќе одиме да ја земеме. Сакам нешто да ви кажам. Мене маскираниот ме донесе во оваа состојба. Одврзи ме, бе, човеку, ајде! Добро, а каде ќе ја сокриете таа машина? Во мојата куќа, ќичко Рамис. Без да не видат, без никој да не види, без да привлекуваме внимание, ќе најдеме начин некако да ја внесеме таа машина кај мене дома. Машината за ова... Машината за печатење. Машината за печатење. Многу ли е голема? Колку мојата Фатма е голема? Тетка Фатма? Не, поголема. А Волку? Малку поголема. Волку? Нешто помеѓу тебе и кравата. Баш. Тогаш еве Волку е голема. Да, така некако.
А зошто прашуваш? Прашувам, ќе ја собере ли во нашата штала? Што рече Чичко Рамис? Па, велам да ја ставиме во нашата штала. Штом треба да ја криеме, ќе ја покриеме со слама, па нека дојдат, нека ја најдат. Ќе не може никој да ја најде. Не би било добро да ја криеме машината во шталата. Зошто? И онака доволно те вовлековме во неволја. Не можам и машината да донесам овде и семејството да биде во опасност. Не може. Да, Мустафа е во право, Чичко Рамис. Не е добро машината да ја оставиме. За сега е најдобро да остане во мојата куќа. Сепак ти благодарам. Зошто така зборуваш? Ти кај мака муќе на Чичо. Ти намик внук на млекарот Рамис, но сепак вие правите како што мислите дека е најдобро. Ајде тогаш ќе се видиме. Ајде. Пријатно, Чичко Рамис. Ќе ја собереш, ќе ја собереш, ама ако? Почитувам, Паша. Што се случи? Што се случи, кажи? Господине, вашиот помошник, господин Абдул. Јас убава ли сум? Јас не мислам дека сум убава. Ниту сум убава, привлечна како Хатиџа, ниту мила како Зарифе. Кога се погледнувам во огледалото, изгледам како слабо машко дете. Не знам зошто моите очи се вакви плави. Зошто не ми се како на Хатиџа и Зарифе, кафени, како срна. Ама на Мустафа му се допаѓам дури и ваква. Сака да се ожени со мене. Значи дека многу ме сака. Машината за печатење ќе ја донесат кај карпите на влезот во градот, така рече, нели? Да, брате. Кај карпите, кај влезот од градот. Па во ред, ајде да одиме од овде. Знам еден пократок пат. И никој нема да не види. Во ред, брате. Ги научи кратенкиве ти, брате, а? Го научи место. Јас како да сум роден во Песочен, брате. Така е. Добар ден, застани малку. Добар ден. Каде одиш? Одам во градот. Што има во кучијата? И дали си сега подобар, Паша Ефенди? Абдул? Кој му го направи ова на сине? Кој? Маскираниот? Се разбудивте ли, убавици на Дада? Се разбудивме, Дада. Дојдете вамо, дојдете. Дојди. Сакате сега да ве изадам, а? Сакате ли? Сакате ли? Сакате ли? Дај да ти го гризнам сега ноџата. Дај. И Дада Вахи да почна да личи на Дада Зарифе. Дури и не бакнува. И ќе ве бакнам и ќе ве изадам. Ќе ве изадам, душички мој. Какви убави носиња, какви убави усни, какви убави обравчиња. Ви оставила ли да не ве бакнам, а? Ви оставила ли? А? Ајде, бегајте. Кога ќе се симнам долу, ќе ве фатам вас две, така да знаете. Дадо, што е оваа време рано наутро? Ништо не е, Зарифе, спи си ти. Ти да спиеш, се разбудив, како да спијам? Добро утро, тата. Добро утро, девојчиња. Дојдете ваму, ајде седнете ми во скут, ајде. Рамис! Ајде, добро утро. Ти зошто уште не си се облекол? Зошто, ма?
Јас велам зошто, а ти прашуваш зошто. Зошто па зошто? Јас прашувам зошто не си се облекол, зошто? Зошто не сум се облекол? Нема каде да одам и поради тоа нема потреба да се облечам. А вака ли ќе седиш до вечер? Што да правам? Па оди во чајджилница. Како невработен, а? Па ти онака си невработен, зарем не си? Што прават невработените? Седат. Ајде не седи овде, седи во чајджилница, ајде, Јас не сум од тие невработени. Ќе седам дома. Тато останува дома. Тато останува дома, тато останува дома. Добро. Таткови ќе остане дома, а во тој случај јас ќе поудам. Штом никаде не си одиш, седиш дома, ајде оди и облечи се. Ајде. Ако дојде некој комшија, срамоте вака да те види. Ајде. Нема да дојдат комшиите, нема да дојдат. Зошто да дојдат? Зошто да не дојдат? Молчи. Добро утро на сите. Добро утро. Тато, ти зошто уште си во пижами? Што треба сега? Еден по еден на сите да ви објаснувам. Фатма, јас не одам никаде. Овде ќе останам, така да знаеш. Па добро што ми кажа, ајде. Облечи се, смени се, ајде. Вахиде, дојди со мене. Вахиде, ајде. Седнете ви овде, ајде. Овој Димитри во секој момент секаде може да се појави. Секогаш носи ја со себе пушката, биди внимателна. Добро, тато, ако дојде тој ќе види убаво. Јас ќе седам и ќе чувам куќата. Добро, ти биди спокоен, татичко. Господ мене не ми даде син, ама ми даде ќерка како тебе. Дојди да те бакнам. Јунак, ќерко моја, јунак си. Јас да одам да се облечам. Добро ќе направиш. Добро, правам се како. Зарифе, каде ќе одиш? Остави ја, Вахиде, нека оди. Моја баксус ќерка. Ти падна температурата, Хасан, жи ми Бога. Не ми падна. Ти падна. Ти велам падна. Подобро од мене знаеш, ти велам горам. Не падна, ти велам. Ти падна. Не ми падна. Ти падна. Не ми падна. Направи се што е потребно да го фатиш маскираниот. Ако сакаш, сите стави ги на распит. Ке одиш поред, по сите куќи ли, секаде ли ке ставаш пилни, ке колиш ли или ке убиваш, прави што сакаш, ти си знаеш. Јас го сакам тој маскираниот и тоа да ми се доведе во најкратко време. Не разбираш ли што ти зборувам? Влези! Паша, има еден случај. Што се случи? Фатиле човек на граница. Сакал да внесе некоја машина за печатење. Машина за печатење? Да. Дедо, јас одам на училиште. Во ред, Алекс. Ајде се гледаме. Ајде. Види, Хатидже, болен сум, ти велам. Добар си, Хасан. Умирам. Ме фрлија на улица. Така нека биде. Срам да име. Срам да ви е! Бога ми, уште еден ден да беше болен, немаше да издржиме. И сега ми е многу жал за него. Хатидже, никако. Ние двете по цел ден правевме чорби. Му правиме чај од нане, ете, постојано стоиме до него. Правиме се што сака. Мисли малку и на тоа. Добро велиш. И температурата му падна. Така? Така. Уште малку имаме. Да го поминеме оној врв и таму сме. Тој врв? Оној. Најмалку половина час.
Половина час. Па издржи тогаш. Ајде. Што направивте? Прозбор ли човеков, а? Излезе некоја лична карта, нешто? Ништо не излезе, господине. Отвори. За кого ја донесе машината за печатење? Зборувај бе, ајде! Станувај на нозе, стани! За кого ја донесе машината за печатење? За кого ја донесе, кажувај! За кого ја донесе машината, одговори ми! Господине, Излезете надвор! Излезете, реков, ајде! Зборуваме бе, човеку! За кого ја донесе машината за печатење? За кого бе? За кого? За кого? Кажи! Отпад, уморни сте, ама свадбата сакам веднаш да ја направиме. Без да губиме време да одиме в црква. Треба да зборувам со попот. во право си. Ветеринара е, во право си. Тогаш, да одиме? Да одиме. Дедо, јас треба да одам на училиште. Тоа велиш бе, море, Алекс? Дедо, треба да одам на училиште, реков. Алекс? Да те оставиме. Зошто да ве оставам, а? Зошто да ве оставам, Да те оставиме. Еј, чекај да те фатам. И ти ли се залюби како Дада Зарифе? Фатма! Молам. Фатма! Што се случи бе, човеку, полудели? Па се облеков, добро ли е? Добро е, добро. Многу е добро. Ти благодарам. Рамис, Молам? ти фали нешто? Не си облекол? Што тоа? Не си го ставил крзното? Да. Така ли? Така? Да, одам и тоа да направам. Направи го тоа и биди вистински будала. Господе Боже, Господе. Команданте, земете ги вашите луѓе и одете кај карпите на излезот од градот. Молам, господине. Овој нечестник таму ќе се сретнал со тие луѓе. Не знае кој треба да дојде, ама ќе превземеле машината за печатење од таму. Разбирам, господине. Одете веднаш, командант. Кој да дојде на договореното место, веднаш да го апсите. Жив или мртов. Разбравте ли? Како ќе наредите? Одиме. Зошто правиш вака, Алекс? Зарем не ја заборави муслиманката? Доста, Софи. Рече да се венчаме, ќе се венчаме. Не барај ништо друго. Зарифа? И денес дојдов да ти кажам, многу те сакам. Алекс? Каде одиш, Алекс? Ама сакам да знаеш. Додека умрам, ти ќе бидеш и во моето срце, и во мојот ум. Зарифа? Алекс? 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 Те вика вереницата. Што правиш овде? Ништо.
Ништо не правам. Зошто врзуваш марама овде? За да се подсетувам секој ден колку многу те сакам. Оди, Алекс. Верувај ми, воопшто не сум тажна. Знам дека ме сакаш. Тоа ми е доволно.